Јас продолжувам со колегата Дејан Андоновиќ, со кого утрински секојаш правиме едно резиме. Сега веќе 30 на дена на ова што се случува така е во Украина. Дејан, се одржаа преговорите во Истанбул, имаше многу очекувања, антиципации и така натаму, и на вистина барем на зборови се направија некакви помрдувања кои што може да бидат значени. Што точно се случи? Има многу клучни работи кои се случуваат овој 35 ден. Ајде прво да го констатираме дека вчера се одржаа тие преговори во посредство на турската дипломатија, големи поени, очекува Анкара во целата таа приказна, ако се земе во предвид дека покрај судирот на светските суперсили и регионалната сила Турција претендира некако да биде суперсила светска и ми се чини дека тоа и успева полека, но ајде едно по едно. Тие вчера се договорија, практично се договорија да се договорат. Украина е подготвена да се откаже од странски воени бази, да биде држава која ќе биде неутрална, а за возврат... Во воена смисла? Во воена смисла се разбира, и да не биде многу вооружена, а за возврат на тоа да има безбедносни гаранции од неколку држави меѓу кои се САД, Британија и НАТО алијансата, но и Русија. Всушност се работи, ако смеам да забележам, се работи за модалитет кој што ќе подразбере воени гаранции, но нема да подразбере вмешување на НАТО во гаранциите, иако поединечни земји билатерално нема да влегува во воени сојуз. Така. Поединечни земји, држави меѓу кои тука би било веројатно конгломератот и на запад и на исток, значи Русија и САД и Британија, овие големи светски сили, би биле гарант за тој договор за стабилноста и евентуално доколку Украина е нападната и биде проценето така, да добива потешко оружје кое не би требало да го има доколку не е нападната. Значи во случај на некоја агресија, овие држави да ја помагаат со оружје. Нешто што сега се случува, Сашо. Практично, иако го нема тој воен сој. Морам да кажем дека ова ќе биде детализирано доколку воопшто биде во ваква форма прифатено, веројатно во многу детали со многу, како кажем, гаранции, контрагаранции да се разработи така. Значи и дефинитивно се погоди мојата и нашата прогноза дека Путин и Зеленски нема да седнат да се договараат, ова ќе го договараат експертски тимови, тоа е веќе најавено од Москва, највисоки експертски тимови кои откако ќе ги договорат тие ситни детали, Путин ќе се појави, ќе ги потпише заедно со Зеленски. Најголемо изненадување сепак предизвика неочекуваното соопштение на руската војска дека ги стопира или, како да кажем, ги намалува операциите борбени и така натаму околу Киев и други позападни... Околу Киев и околу Киев. Тука има три аспекта. Првиот аспект е намалување на борбените единици на руската армија, но каде одат тие? Одат кон исток, кон Харков, кон Суоми и оној дел каде што веројатно се претпоставува дека сакаат да ги прегрупираат, да ги стават во функција и да воспостават целосна контрола. Ќе потсетам, Харков исчезна изминативе 2 недели од воените извештаи за тоа што се случува, а беше во тежиштето на и фокусот на покрај Мариупол. Таму не е јасно што контролира. Токму тоа сакам да кажам. Таму не е јасно, особено источниот дел на Украина, Харков и Суоми, каде што живеат руси, каде што тоа е руско население, но едно од можеби промашената тактика и стратегија на Путин се смета, барем западните медиуми, западните аналитичари тоа го тврдат, ја велам, пренесувам, значи не констатирам, е дека можеби таму не добила руската армија такво добро дојде како што било очекувано. Еден аспект е тоа, се префрлаат од таму. Вториот аспект е најверојатно прегрупирањето на руската воена стратегија, бидејќи јас тоа прв ден го тврдам дека тие Киев нема да го нападнат. Киев не им треба. Добро, што е право, они веќе го нападнаа. А они му правеа не може да го окупираат. Се обидува да се прошетаат до центарот. Тие се обидува практично да влезат, да го киднапираат Зеленски, се тоа да заврши, да потпише и тоа. Мислам дека сваќаат дека Киев не им треба, дека тежиштето ќе се префрли, повторно тврдам, кон Одеса доле и кон Днепар, Петровски или Днипро, бидејќи тој е стратешки. Тоа е втората опција и само третата сакам да ја кажам, а третата е тврдењето на Пентагон дека Русија не ги намалува трупите, туку само прави ротација на борбените единици, што во воена смисла значи дека ги прилагодува нели позициите. Мислам дека и украинската страна ова го дочека со големи сомнежи, вика со русите ние сме навикнати да слушаме тие нели не ќе да влезат, па се повлекува од
во руската, нели уште пред воената интервенција, подеднаш ке упадна. Така што всушност треба да видиме дали ова што Дали русите сето го тоа е говорат ќе го спроведуваат на терен. Јасно е дека ти имаат големи воени проблеми и веројатно веќе се во ситуација кога и купување време им е значено, затоа што имаат проблеми со синџирите на логистики, муниции и така. Јас сакам да констатирам нешто, дека Путин практично успева да ги исполни своите цели што ги зацрта, меѓутоа цената е огромна. Зборувам во Да сите бидам смисли. искрен, јас се уште не разбирам кои му се целите. Па што добре, ги еве, зацртал. успеа да ја натера Украина да се согласи да биде неутрална, да не влегува во воени сојузи, тоа е првата работа, сега да бидеме реални. Втората опција беше дека нема вооружување. Се тоа во ред. Сега тоа денацификацијата, Цената е- али цената е голема не само за Украина, туку и за Русија. Дури мислам дека и русите во Украина, барем според она што го читаме, се разбира дека тие се чувствуваат национално припадници на руската нација, но голем дел од нив сака да живее во западно ориентираната Украина, Тоа сме го бидејќи констатирали. не им представува некаква привлечност да влезат во оној систем на владење кој што Путин го спроведува. Овие генерации нови не се оние генерации стари, ние тоа го зборувавме неколку пати, сите сакаат да ја гледам вчера, морам мало дигресија да направам, како над 1850 или 850 ресторани на Макдоналдс, кои се напуштени со повлекувањето на Макдоналдс, е влезана руска фирма која се вика Вујкованја, и кој знакот на Макдоналдс е свртен на опачки и испаѓа како В. Што сакам да кажам, влегуваат на готова веќе работа со ресторани, ќе имаат машини, ќе стават некој зачин и ќе се обидат да имаат Макдоналдс, но верувам дека русите пак повторно ќе го сакаат тој Макдоналдс. Затоа велам, тоа се генерации кои се раснети во поинаков дух и не верувам дека може да поминат со парче црн леб и... Според анализите што се прават, до овој момент, заправо до завчера, кога ги проверував тие податоци, од Русија се заминати меѓу 400 и 500 светски компании. Значи, некои од нив се заминати привремено, други ги имаат сопредно стотици милиони долари инвестиции кои што беа најавени, некои се сосема повлечени, другите се привремено застанати, а трети сосема се повлекле без намера да се враќаат. Значи, диапазонот на фирмите е од од прехранбената индустрија до енергетиката апсолутно се. И сега што се поставува како проблем? Не е само што тие се повлечени од Русија, туку комплетните услуги што тие ги пружаат. Значи, вие ќе купите Hitachi телевизор, Hitachi е една од огромните компании која се има повлечено и прашање дали кога ќе се враќа. Меѓутоа, кога ќе ви се расипе далечинското, нема каде да купите далечинско. Вие може да купите и да имате телефон Apple. Сега кога ќе отидете, нема делови. И тоа е уште и помал проблем, бидејќи се работи за широка потрошувачка. Најголемиот дел од руските фабрики всушност работат со западни технологии. Дури и деловите, не само одбранбената, ние читавме за таа фабрика која поправа тенкови па морала да застане затоа што селата друга Тоа е сериозен проблем ако сте во војна. Например, ги гледав податоците на Caterpillar. Тоа е најголемата веројатно светска фирма која произведува огромни машини и така натаму, а Русија е индустријска земја во која што тој вид на машини се клучни. Тие блокираа се, ги повлекоа сите сервиси, повеќе нема резервни делови. Сега можете да замислите колку фабрики, постројки, индустријски капацитети. Тоа луѓето што останаа без работа е нешто што допрва ќе се одразува маса. Тоа е критична маса. Тоа застанување. Зошто? Одговорот е прост. Русија дел од глобалниот свет. И сега кога ќе влезете во војна со глобалниот свет, потоа ги трпите глобалните последици на најниско ниво. Да речеме, Unilever, една од најголемите дистрибуцијски фирми, комплетно се повлече од Русија. Сега, со која паста за заби ќе се мијат забите наутро? Бидејќи, како да кажам, со кој шампон ќе се бањате? Тешко ќе може да се вратат на сода бикарбона. Сакам да кажам, модерниот живот не подразбира сапуни кои се произведуваат на фарми.
луѓето сакаат да живеат Во нормално. контекст на разговорот Лавров е денеска во Пекинг. Ке видиме втор пат. Ово му е втор опит да стигне до Пекинг, зборувам како физички да пристигне. Зашто морам да кажам уште. Тука во сапорт и Кина е веројатно една од малкуте земји во светот, Мала веројатно, дигресија заедно со на првиот Америка, разговор. кои што можат можеби да обстојат на подолг самостојно, но Русија не е таква земја. Не може во 21 век веројатно не може ни една држава, не само Русија. Мала дигресија сакам да направам од првиот дел на разговорот пред економскиот дел. Нели Лавров е во Кина спомнав и тука го затварам овој слот, ама првиот дел сакам да кажам дека има страшно покрај нели ова намалување на или ротација на борбените единици на руската армија. Изминатиот период мораме да земеме и другата страна. Јас сакам двете страни да ги кажувам. А тоа е дека во источниот дел и особено околу Донецк и Луганск украинската армија изминативе денови има своевидна мала офанзива, каде што руските проруските сили во Луганск и Донецк се во судир со нив. Значи тоа малку се зборува. И вчера украинската армија бомбардираше руска територија. Тоа мораме да го констатираме. Тоа е долж границата со Украина на 500 метри и тоа се, меѓутоа формално правно е нападната руска територија. Оттаму и мислам дека ова попуштање на стегите околу Киев има за задача да ја стави под контрола источниот дел, бидејќи Донецк и Луганск изминатиот период, а немаме руски медиуми да го гледаме тоа, а западниве некако не јавуваат за тоа. Затоа што не може да биде таму. Добро, има многу аргументи. Едно сакам да кажам е дека Донецк и Луганск причината за целата оваа приказна би рекол не е згаснато како жариште воопшто. Ние се расшетавме до Лавив, до Киев, ќе видиме што до таму ќе се Одеса, случува. но Морам да главното кажам дека тежиште не го гледам. Многу е занимлив и предлогот што се даде за Крим, бидејќи Украина не мисли да се откаже Не се откажува. Што е голем проблем територијален во овие интегритет е во прашање. Тие предлагаат ајде за тоа да разговараме по 15 години повторно. И тоа е еден сакам занимлив. да го споменам. Сакам да кажам во дипломатската технологија, ако постои желба да овој конфликт се затвора, ќе се најдат веројатно некакви динамични решенија кои што барем ќе овозможат да стават работите во политички, а не во воен. Проблем со Крим е следен, според мене. Морам тоа да го кажам, а тоа не го пишуваат медиуми. Проблем е тоа што Крим влезе во границите на Руската Федерација, во рускиот банкарски систем, во рускиот целосен институционален систем. Затоа Путин завчера ги укори лидерите на Луганск кои го побара истиот аршин и веројатно и јас дури очекував дека Луганск и Донецк автоматски како Крим ќе влезат во руската држава. Тој рече не, рано е. Зошто го велам ова? Москва очигледно со овој потег на Путин не планира Крим да го врати, како сега повторно ќе го враќаат на Украина. Сега е во Русија, сега е во Украина. Тоа се разбира дека не А планираат. Донецк и Луганск очигледно само нема да ги прашањето дали нивните планови може да се остварат И секој, сега- што ти имаат тие разни планови, па Мислам дека- некако заглавија во нивното остварување. Крим мислам дека ни тие 15 години нема да успеат да се договорат, бидејќи не може да го вратат Крим во Украина веќе. Тоа ќе биде Се разбира. осем војнички, осем воено да го Се успеат. барат, кој може да знае кај ќе биде Русија за 15 Па не знаеме ништо. А кај ќе биде и Украина? Но за 15? уште нешто са што да ти кажам. Само знаеме дека Крим ќе биде таму кај што е. Но малкумина за Крим знаат од друга страна, сега ајде реално спориме, а ти знаеш многу добро се сеќаш Севастопол не ни беше во Украина иако е во Крим, бидејќи беше откупен од Русија, таму беше воената база. Така тука се измешани работите, ние вака од надвор, од страна многу, дури колешка Татовска у Киев не може ништо да види од сето тоа. Значи тек допрво ќе гледаме наредните десетина години што точно ќе се случува за овој дел од светот и како сето тоа ќе заврши.